Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги и почитувани слушатели, започнува ново издание на емисијата Елиезер. Во ова издание ќе ја начнам како тема за размислување мудроста. Се сметате ли себе си за мудри? Сакате ли да бидете мудри? Многу поединци пишувале за мудроста, а како општо прифатена дефиниција за мудроста е тоа дека таа ја представува способноста на човекот да мисли и да действува, користејќи ги знаењето, искуството, разбирањето, разумот и менталната способност. Мудроста се смета за доблест. Тоа представува поседување на знаење кое треба да се искористи во која било околност. Тука се вклучени разбирањето на луѓето, нештата, настаните, ситуациите, како и подготвеноста и способноста да се применуваат перцепцијата и расудувањето. Во Светото писмо во делот Мудрост Сирахова, толку прецизно, а воедно и едноставно е прикажана мудроста, патот до неа. Јас во ова издание само ќе ја подотворам вратата на мудроста, за потоа секој од вас да одлучи дали ќе сака да влезе во просторијата во која живее мудроста. Па започнувам со следново. Уште како момче, пред да почнам да патувам, во молитвата моја отворена мудрост барав. Пред храмот се молев за неја и докрај ќе ја барам, како од цутот на грозието до неговото узревање. Така срцето мое се радува од неа. Мојата нога по пат прав тргна, уште од младини по неа одам. Го наведнував помалкувото и неа ја примав. Во неа наоѓам многу поуки за себе. Напредував во неа. Ќе го прославувам оној кој ми ја дарува мудроста. Одлучив да одам по неа. Го следев доброто и нема да се пострамам. Душата моја неа ја бараше, а во делата мои бев исправен. Рацете мои ги подигнав кон висините и ја осознав својата неукост. Кон неа душата моја ја управив и од самиот почеток и го предадов срцето свое. И со чистотата ја достигнав. Затоа нема да бидам оставен од неа. Внатрешноста моја се подигна неа да ја бара. Затоа придоби вредно богатство. За награда Господ јазик ми даде, со него ќе го прославувам. Дојдете кај мене, вие, ненаучените, во училиштето мое бидете, зашто вам мудроста ви е потребна. Душите ваши силно жеднеат за неа. Ја отворам устата своја и ви велам, купувајте ја без пари. Ставете го вратот свој во јаремот незин и душата ваша нека го прима ова учење. Не го можете близу да го најдете. Ете, со ваши очи гледате, јас малку се потрудив и голем спокој најдов. Придобивајте знаење колку за големо количество сребро, а со тоа ќе добиете богатство поголемо од злато. Нека се радува душата ваша за неговата милост и не срамете се да го прославувате. Свршувајте работата своја навреме и тој навреме ќе ви ја даде вашата награда.
Секоја премудрост е од Господа. И со него останува таа за секогаш. Кој ќе ги изброи морскиот песок, дождовните капки и деновите на вечноста? Кој ќе ги испита височината на небото и ширината на земјата, бездната и премудроста? Најнапред од се е создадена мудроста, а и разбирањето на мудроста е од вечноста. Изворот на премудроста е Словото на Севишниот Бог, а одот нејзин се вечните заповеди. На кого му е откриен коренот на премудроста? Кој го знае незиното стварување? Само еден е премудер и премногу страшен. Господ, кој седи на својот престол. Тој ја создал и ја видел, ја измерил и ја излеал врз сите своји дела. Врз секое тело според својата дарба, а најмногу ги дарува оние што го љубат. Љубовта спрема Господа е славна премудрост. По својата промисла тој им ја дава на оние што ги милува. Почеток на мудроста е стравот Божи. Таа е создадена кај верните уште во утробата на нивната мајка. Таа се утврдила меѓу луѓето на вечни основи. На нивните потомци таа ќе им биде дадена. Стравот Господен е полнота на мудроста. Таа ги опива луѓето со своите плодови. Нивниот дом го исполнува со се што сакаат и сите нивни житници со своите плодови. На мудроста венецот е стравот Господен. Тој дарува мир и крепко здравје. И едното и другото од Бога се дарови, кој ја зголемува славата на мудрите. Корен на мудроста е стравот Господен. Долг живот се гранките нејзини. Стравот Господен ги отстранува гревовите, а кој нема страв, не може да се оправда. Во сокривиштата на мудроста се тајните на разумот, а грешникот не го сака стравот Господов. Ако копнееш по мудроста, исполнувај ги заповедите, и Господ ќе ти ја даде. Бидејќи стравот пред Господа е мудрост и знаење, а верата и кротоста му се угодни на Бога. Не биди недоверлив спрема стравот Господен. Со срце раздвоено не пристапувај кон него. Не биди лицемерен пред другите и внимавај на устата своја. Не гордај се, за да не паднеш и да не бидеш осрамотен. Господ ќе ги открие твоите тајни и ќе те понизи пред сите, затоа што не си пристапил искрено пред стравот Господен и што срцето твое е полно со лукавства. Мудроста ги издигнува своите синови. Ги подкрепува оние што ја бараат. Кој ја сака неа, животот го сака. Кој ја бара од рано утро, со радост ке се исполни. Кој ја има, ке наследи слава. Каде и да појде, Господ ќе го благослови. Кои служат, на светиот му служат. Кои неа ја сакаат, Господ нив ги милува. Кој ја слуша, на народи ќе им суди. Кој внимава на она што му говори, тој уверено ќе живее. Ќе наследи оној што ќе се довери, а потомците негови ќе владеат со неа. Синко, учи од твојата младост, така во староста твоја ќе ја најдеш мудроста. Приоѓај кон неа како урач и како сејач и очекувај ги незините добри плодови. Зашто малку време ќе се трудиш во незиното обработување, а набргу ќе јадеш од незините плодови. За неупатените таа е многу груба, а и неразумниот не истрајува во неа. Таа ќе го притиска како тежок камен и тој не ќе се двоуми што побргу да ја отфрли. Премудроста одговара на своето време и на малкумина се открива. Послушај ме, синко, прими ја мојата поука и не отфрлај го советот мој. Стави ги нозете свој во веригите нејзини, а на вратот свој нејзиниот јарем.
Одметни го грбот свој под неа и носи ги незините вериги и тие да не ти пречат. Приближи се до неа со сета своја душа, со сета своја сила оди по незините патишта. Истражувај, барај и ќе ја запознаеш. Кога ќе ја најдеш пак, не оставај ја никогаш. Зашто најпосле во неа ќе го најдеш твојот спокој и таа ќе стане радост за тебе. Незините окови ќе ти бидат силна заштита, а незините вериги прославена облека. Незиниот јарем е златен накид, а веригите незини пурпурни нишки. Ќе ја носиш како свечена облека, како венец на радост, на главата твоја ќе ја ставиш. Синко, ако ја посакаш, можеш да се научиш. Ако и се предадеш со сета душа, за се способен ќе бидеш. Ќе ја разбереш, ако ја слушаш со љубов. Ако се потрудиш, разумен ќе бидеш. На старците собирот посетувај го. Здогледаш ли мудрец? Прилепи се до него. Слушај го секој збор што доаѓа од Бога. Ни една мудра изрека да не пропуштиш. Ке видиш ли разумен човек? Од рано оди кај него. Стапалата твои нека го тријат неговиот прак. Размислувај за повелбите на Господ и постојано исполнувај ги неговите заповеди. Тој ќе го укрепи твоето срце и ќе ја добиеш саканата премудрост. Блажен е човекот што напредува во мудроста, а со разумот свој на работи свети се учи. Кој во срцето свој размислува за незините патишта, тој успева да ги разбере тајните нејзини. Тој како ловец ја гони и засети поставува на патиштата нејзини. Оној што дзирка низ прозорците нејзини, ќе прислушува и на незините врати. Тој што е близу до незината куќа, клинец забива во незиниот зид. Шаторот свој до неа го поставува, ќе живее во дом на изобилство. Децата своји ги остава под незината закрила и живее под незините гранки. Се засолнува од жегата и живее во славата на мудроста. Не е мудрост да знаеш да правиш лошо. На собирот од грешници разумност нема. Има итрина и таа е одвратна. Луд е оној што мудрост нема. Подобре е сиромашен со знаење, но со Господен страв, отколку богат со знаење, а да го прекршува законот. Има лукава итрина во служба на неправдата, има и изопачување на вистината, корист да се добие. Има човек што оди подкрбавен и натажен, но однатре е полн со подмолност. Го наведнал лицето и се прави глув, но тој ќе те измами кога не мислиш. Ако немоќта му попречила да сгреши, но што можноста му се даде, ќе ти направи зло. Човек се познава по изгледот и по изразот на лицето разумниот го познаваме. Облеката, смењето и начинот на одењето покажуваат каков е човекот. Драги мои, за крај на ова издание го завршувам со следниве стихови. И бидете мудри. Преку неговата помош се добро се извршува и преку словото негово се одржува. Многу можеме да кажеме, но нема да успееме за Бога се да речеме. Со еден збор ќе кажеме Бог е се. Од каде ќе земеме сила Него да го прославиме? Та тој е поголем од сите своји дела. Страшен е Господ и многу е голем. Чудесна е силата Негова. Прославувајќи го Господа, фалете го, колку што можете, но и по она Он ќе биде погоре. Соберете ја колку што можете сета ваша сила кога го прославувате. Но не трудете се, зашто нема да успеете. Кој го видел
па да ни објасни и кој ќе го прослави каков што е. Многу има сокриено што е поголемо од ова. Ние гледаме само мал дел од неговите дела. Господ се создал, а на побожните мудрост им подарил. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓуѓевска-Костадиновиќ. Елиезер.